На председателка, почитувани колеги и колешки пратеници, почитувана македонска јавност и заменик министер. Заменик министер, навистина жалам што денеска го нема главниот координатор на проектот и покрај тоа што имаме министер за транспорт, вие и врски, па имаме главен координатор на проектот, како голем јунак и промотор, сепак не собрале сили овдека да дојдат и да разговараат со претениците и со македонската јавност, туку ве испратиле вас. Јас вчера во текот на денешниот ден споменав неколку работи, меѓу која дека во македонското собрание се случува школски пример на тиранија. Ние имаме узурпатор, имаме авторитетна сила и на моќ, деспот, кој што апсолутно посегнува по едно незаконија, по една злоупотреба на секоја процедура која што беше останата или преостаната во ова собрание. Класичен пример за тиранија. Дека оваа комисија со сигурност се претвори во комисија за брањење на корупцијата и секој отворен сомнеш на криминал. Па дека оваа теза и претпоставка е точна, во изминатиот период имавме бројни реакции од нашите европски партнери. Ова не е прв пример, почитувани, на злоупотреба на европска знаменца. Ова не е прв пример европски амбасадор да реагира за злоупотреба на европска знаменца. Се сеќавате добро на злоупотребата на европското знаменце на Законот за игри за среќа, заради тоа што исто така во јавноста излезе дека одгледани личности токму во највисоките структури во власта, членови на владата, се заинтересирани за да протнат свој бизнес интереси со тој закон, со Законот за игри на среќа, и тогаш реагираше со право австриската амбасада. Овој пат тоа се случува од највисок ранг да реагира евроамбасадорот господинот Гир за злоупотреба на европското знаме. И не заборавајте, овдека немаме само злоупотреба на европското знаме заради тоа што не е усогласено со легислативата. Ние овдека имаме прекршување и на Универзалната декларација за човекови права. Ние со вакви законски решенија буквално го воведуваме, го враќаме робовладетелството, замислете, точно професорка, апсолутно експлоатација на трудот, експлоатација на граѓанинот, на работникот, на народот на Република Македонија. Замислете, ние дополнително, иако во даден период можевме да се пофалиме дека сме првата земја која што ја има подпишано спогодбата за стабилизација и асоциација, ние денеска сме првата земја која што истата го ја прекршува. Ве прашувам, колеги, дали цените со вакви постапки, вие, прогресивните, големите европски борци за човекови права, дали не цените дека со ваквите постапки само дополнително да оддалечивте од европското семејство. Вие внимавајте, не оддалечувате нас само од овој процес. Вие ги оддалечувате граѓаните од сопствениот дом. Со вакви законски решенија нема да има граѓанин и човек кој што нема да ја види сопствената иднина надвор од Македонија. Ние сме најсиромашна земја, согласно Евростат, прва во првите 4 во Европа. И дали сметате дека народот ќе остане тивак? Нема да остане тивак. Тој или ќе се избори апсолутно со ова што се случува во собранието, ова што СДСМ, ДУ и коалицијата се обидува да го протне на најнедемократски начин, на најнетранспарентен, на најкриминоген, би рекла, со прекршување на сите структури и со право и младите, но сега веќе многу повозрастните и поискусните, ќе гледаат собствената иднина надвор заради тоа што нема да сакаат да бидат заложници на ова што оваа влада го сервира, а тоа е да бидат буквално робови во собствениот дом. Алармантно е, загрижувачки е, затоа велам дека ние повеќе немаме партитократија како што велевме или како истократија. Ние имаме буквално тиранија овие денови. Видете што вели Уставот. Професорката одлично говореше и објасни, чинам дека после еден таков говор сите вие овдека требавте да ги вратите веднаш законите и апсолутно да се вразумите, но
треба да одлучувате очигледно како вие одлучувате како цените, односно како ви е кажано од партијата и од владата. Член 51, бидејќи професорката го прочита член 54. Член 51 од Уставот, највисокиот правен акт, вели: во Република Македонија законите мора да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со законот. Секој е должен, внимавајте, секој е должен да ги почитува Уставот и законите. Вие не само што не ги почитувате, туку и поднесовте против уставни закони во собраниска процедура. Класична девалвација на домот на граѓаните, класична злоупотреба на секоја процедура која што постои овдака, и замислете се дрзнапне да истата да ставите европско знаменце. Во врска со самите закони, ќе потенцирам уште едно скандалозен член кој што стои во предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за работни односи. Член 1, став 4, внимавајте што е напишано. Министерот за финансии во согласност со министерот за труд и социјална политика го пропишува начинот и местото на исплата. Местото на исплата на платата на работниците кои работат на проекти од стратешко национално значење утврдени со законот. Замислете, ние ќе имаме министер кој што ја утврдува местото на исплатата, па тој што значи ова? Некој крими филм по примерот на Кум, дека министерот за финансии ќе ви се јави дали во градот, во нивата, во барот, во задругата, ќе донесете како со куферче пари за да извршите исплата. Тоа е припишано во член 1 став 4. Замислете, министерот ќе го утврди местото на исплатата. Скандалозно. Скандалозно. Во однос на она што го говорам, а се случува во оваа комисија. Ние се среќаваме често во рамките на нашите надлежности со представници од меѓународната заедница, од Европската комисија, како тоа што денес беше со делегацијата на австриската делегација. Првото прашање кое што беше поставено на членовите на Комисијата за европски прашања беше: зошто законите имаат европско знаменце? Зошто законите имаат европско знаменце? Талка нема одговори, бараа оправдувања и самите на крај мора од парламентарното мнозинство не баре да признаат дека го злоупотребуваат европското знаменце. Една непријатна ситуација на која што пратениците треба да сведочат. Вториот фокус – корупцијата. Зошто во Македонија немаме процесуирани предмети во однос на корупцијата? Нормално, нешто што се разговарало од официјалните средби со Државната комисија за спречување на корупција. Грижата не е околу тоа што вие често за да ги сокриете вашите неуспеси и неиспорачувањето на реформската агенда, која што значи борба со корупција, која што значи борба со отворените сомнежи за криминал, односно со криминалот, која што значи слобода на медиумите и граѓанските права, која што значи реформа на јавната администрација, пазарна економија, а не уставни измени, вие се обидувате да го сокриете под превезот на европската интеграција, но повеќе не успева, колеги. Сега имате отворени прашања токму од нив, од делегацијата на Европската комисија, од представниците на меѓународната заедница во Македонија, од делегациите кои што доаѓаат. Ве прашуваат отворено зошто ги кршите процедурите и зошто го штитите криминалот и корупцијата. Со оваквите постапки ве прашувам дали не цените дека следниот извештај за Република Македонија ќе биде дополнително понегативен. Вие имате, како прогресивно европско мнозинство, имате полоша оцена во последниот извештај и од така наречениот режим. Согласно компаративната анализа на сите извештаи, ви е дадена пониска оцена. Сега ќе немате ни таа единица која што постоеше, 1,5. Со ваквите постапки. Овие постапки ќе бидат нотирани сигурно во сите извештаи, сигурно во
апсолутно во сите европски институции. Ние веќе ги алармиравме до европските институции и ќе алармираме заради тоа што правата на граѓаните, правата на народот, правата на работниците мора да бидат заштитени во оваа земја. Вие ги изгубивте тие исти начала. За тие уништувавте институции, палевте, шаравте, запаливте канцеларија, замислете канцеларија на председател, ги уништувавте институциите, но ги заборавивте чивлите кои што ги оставивте пред владата. И денеска се дрснавте да го штитите ваквото корумптивно и криминално однесување на вашите членови, на вашите министри од владата и на вашата коалиција. Верувајте, ќе биде нотирано, ќе биде забележано. Оно што жалам е дека сето ова ќе го платат работниците, ќе го платат народот. Вие после ова сигурно нема да бидете пратеници, ќе бидете на длабока опозиција со многу малку пратеници, на број ќе се броите, меѓутоа штета е што народот ќе треба да ги трпи овие последици кои што вие денеска ги нанесувате и на Република Македонија, на граѓаните, на стопанството, на секој слободоумен и чесен работник. Затоа апелирам на крај, ве молам да се вразумите. Вие сте пратеници кои што имате право да одлучувате по собствено убедување. Вие сте пратеници кои што можете да повикате на одговорност на вашите членови од владата за ова што ве имаат, претпоставувам, натирано да го направите. Воспротивно, не би сакала да верувам дека представници на граѓаните се дрзнуваат да одат на штета на граѓаните, се дрзнуваат да одат против собствениот народ, тие кои што ви ја дале довербата. Апелирам да се вразумете. Одговорност има. Многу скоро од тука. И ќе треба да излезете и да ги погледнете граѓаните, да го погледнете стопанството. Верувајте, нема да ви биде пријатно кога ќе повикаат на одговорност или кога нема да ви подадат рака, да толку повеќе кога ќе ве направат соучесници заедно со владата на криминалот и корупцијата. Ви благодарам.